Почитувани слушатели, денес ќе размислуваме на тема што значи тоа да се биде Христов ученик. Вистинското христијанство е целосно предавање на Господ Исус Христос. Нашиот Спасител не бара само одредени мажи и жени што ќе му ги посветат своите слободни активности или своите секојдневни одмори, или пак оние години кога ќе бидат пензионери. Тој ги бара сите оние кои ќе му го дадат првото место во својот живот. Тој ги бара, како што секојаш ги барал, не мноштвото луѓе, туку поединци кои ќе бидат спремни да го следат верно дури до смрт. Не може ништо да биде повредно од жртвата на Исус на Голгота. А тоа безусловно бара и целосно предавање во неговите свети и чисти раце. Љубовта не може да се задоволи од нешто што е поневредно од нашите души, од нашиот живот и се што е наше. Затоа потребна е целосна љубов кон Господ. Пишано е: ако некој дојде при мене и не го замрази својот татко, својата мајка, своите деца, своите браќа и сестри, а и својата душа, не може да биде мој ученик. Тоа не значи дека треба да бидеме зловолни кон нашите најблиски, но тоа всушност значи дека нашата љубов кон Христос треба да биде толку голема, што кога ќе ја споредиме со нашите најблиски, да изгледа како да не сме им блиски, а сепак со Христовата љубов премногу сме им блиски. Ако не сме спремни да го предадеме својот живот за Христос, не треба да се фалиме дека сме добри христијани. Одрекување од себе си. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си. Евангелие според Матеј, 16 глава. Одрекнување од себе си, всушност, не подразбира одрекнување од себе си, туку тоа е одрекнување од уживањето на телото, кое не ни дозволува да му служиме на Господ Исус. Тоа значи да го присвоиш господството на Исус и да се ставиш на Негово располагање во се. Твоето и моето јас да нема никакво право и власт. Како што рекол Мартин Хенри: Господе, нека ја загубам својата волја и нека се сплотам со Твојата во се. Мој славен победнику, божествен принцу, земи ги моите бедни раце во своите, мојата волја ти припаѓа тебе, среќен вазел сум јас на Твојата круна. Потребно е да направиме избор на крстот. Понатаму вели: ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст. Крстот не е некоја физичка слабост или некое душевно страдање. Крстот е еден пат, избран, со знаење и доброволно. Тој пат е презрен и обесчестен од овој свет. Крстот подразбира срам и носење навреди, што овој свет ги истура врз Божиот Син и врз сите негови следбеници. Секој може да го избегне овој срам, само ако се сообличува според начинот и животот на овој свет, онака како што апостол Јован запишал: не сакајте го светот и се што е во светот, зашто се што е во светот, тоа е похотта на телото, желбите на очите и гордоста на животот. Потребно е следбеништво на Христос. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст и нека ме следи. За да го разбереме ова, треба да се прашаме: каков беше животот на Господ Исус Христос? Неговиот живот беше потполно предавање и подчинување на Божјата волја. Тој живееше според силата на Светиот Дух. Се жртвуваше за другите и им служеше. Живот со трпение и страдање од неправедни луѓе. Живот со ревност и контрола.
кроткост и благост, верност и предаденост. За да сме исти со неговиот живот, треба да живееме како што живееше тој и да ги покажеме плодовите во нашиот секојдневен живот. Потребно е љубов. По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Тоа е љубов која ги надминува нашите себични желби и се дава несебична љубов на сите, без разлика. Љубовта покрива многу гревови. Таа љубов е трпелива и милостива. Не се гордее и не се вообразува. Не е безобразна и не се предизвикува од злото. Љубовта не мисли на зло, туку на секое добро. Верува на се и на се надева. Без оваа љубов, Христовиот ученик не може да се замисли. Љубовта е топлина која ги загрева смрзнатите срца и го прави човекот благороден и среќен. Без љубов нема живот. Затоа потребно е да бидеме постојани во учењето. Ако пребивате во моето слово, навистина сте мои ученици. Да се биде постојан е основа да се биде Христов ученик. Добро е кога се започнува добро, но треба да се издржи до крај. Тој што се загледува назад, откако ја ставил раката на рачката од ралото, не е достоен за Божјото царство. Повремено предавање на Библијата и на Бог не е добра основа. Христос бара предадени мажи и жени со полна почит на сите негови заповеди. Затоа има една песна. Зачувај ме да не се вратам назад, Господе. На рачката од ралото солзи капат. Моите острици се затапени и недобри, о Боже мој. Зачувај ме да не се вратам назад. Одрекнување од сите нешта. Кој не се одрече од се што има, не може да биде мој ученик. Овој стих изгледа дека е незгоден кога се чита и кога им го рекол тоа на неговите ученици. Врвните теолози ќе најдат 1000 причини да ве убедат дека тоа не се сваќа буквално, туку дека има некое друго значење. Но Господ Исус знаел што им рекол и зошто им го рекол. Што значи тоа да се откажеш од се што имаш? Тоа значи да се откажеш од сите материјални добивки, кои не се апсолутни за ширење на Евангелието. Човекот што ќе се одрече од се, не се претворува во неразумен во своето однесување. Туку тој ќе работи за да го осигури своето семејство и ќе има своја лична екзистенција. Христос сака да не зачува од прекумерна грижа за земните работи. Тој сака да бидеме умерени во собирањето богатство и секогаш да сме свесни дека ништо не е наше кога го имаме во своите раце. Господ нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.